Заплената на 40 тони марихуана се уште во голем дел е предмет на шпекулации и меѓусебни обвинувања меѓу партиите. Обвинителството првпат се огласи по една недела од обелоденувањето на случајот, но не откри многу за истрагата за која велат дека се координира и со властите во Србија. Александар Спасовски известува. Александар, појасни ли обвинителството на што точно се темели случајот, освен марихуаната која очигледно е виновна што била незаконска, ќе одговара ли некој за нејзино производство и за евентуален шверц? Премногу прашања чии што одговори се уште и ние ги очекуваме, имајќи предвид дека обвинителството денеска испрати едно официјално соопштение, но во него практично и да немаше информации кои што ние и од претходно не ги знаевме. Она што го знаевме и од претходно беше потврдено дека околу 40 тони марихуана е извадена од оние две плантажи кои што имаат лиценци за легално производство на марихуана, па од тука не може да се каже дали таа била законски или незаконски произведена. Веројатно тоа се детали кои што ќе треба да излезат во текот на истрагата, а веројатно тука ќе помогне и она најава на премиерот дека владата на утрешната седница ќе донесе одлука со која практично ќе влезе во сите легални плантажи, сите оние нешто помалку од 50 лиценцирани плантажи за одгледување на медицински канабис, па веројатно и тука ќе добиеме малку повеќе информации за тоа колку од она што се одгледува како медицински канабис во Македонија се одгледува на легален начин. Треба да се спомене дека во отсуство на официјални информации кои што ги очекуваме од обвинителството, ги имаме оние детали кои што вчера на пресконференција ги соопшти премиерот Мицкоски. Тој кажа дека еден поранешен министер го изменил правилникот за начинот на кој што се одгледува марихуаната и тука според него постои простор да се сомневаме дека можеби тој изменет за да се овозможи да се одгледува марихуана на начини на кои што потоа од неа нема да може да се произведе она масло кое што е единствениот легален производ кој што би можел да се произведе од тој медицински канабис. Како што објасни Мицкоски, со измената на тој правилник практично се овозможило да се одгледува канабис на отворено во услови кои што не се строго контролирани, иако се знаело дека потоа тој канабис откако ќе се одгледа нема да може од него да се прави масло, што го става под знак прашање и зошто се одгледувал воопшто тој канабис. Мицкоски рече дека дел од плантажите во оној дел кој што го декларирале како отпад, имајќи предвид дека од канабисот се користат само цветовите, а сите оние држки листови се класифицираат како отпад. Мицкоски рече дека во делот отпадот, делот производителите криеле пресувани цветови кои веројатно на тој начин и излегувале од самите плантажи и потоа завршувале на други места. Се предпоставува дека завршувале на црниот пазар. Инаку обвинителството рече дека е во координација и со српското обвинителство кое предминатата недела заплени 5 тони марихуана. Поврзаноста со Македонија е во тоа што едно од приведените лица се јавува како собственик на плантажа за медицински канабис во Македонија и од тука се предпоставува дека дрогата можеби од Македонија влегла во Србија, иако до овој момент за тоа, барем до овој момент за тоа нема официјални докази. Во отсуство на официјални информации очекувани се оние меѓупартиски преписки. Партиите меѓу себе се обвинуваат за тоа кој е виновен за производството, кој е виновен за транспортот. Тие детали ги гледаме во продолжение. Запленети 40 тони марихуана, постапката продолжува, се сослушуваат сведоци и се прибираат докази. Тоа се сите детали кои обвинителството за организиран криминал ги сподели по последната акција, која за неколку дена ги испразни магацините на две плантажи во Скопје и Струмица. Во насока на целосно утврдување на фактите и околностите, предметниот обвинител од обвинителството за организиран криминал е во комуникација со обвинителството на Србија, со цел размена на информации од значење за постапката што ќе помогнат да се утврди евентуална поврзаност на двата случаи и потеклото на марихуаната, се вели во соопштението на обвинителството. Во отсуство на официјални информации, партиите си ја префрлаат одговорноста. Бидејќи фактите укажуваат дека без поддршка на структурите на власта, МВР, царина и други институции,
Ваква огромна шверцерска операција би била невозможна. Затоа е паниката во власта. Каде се јавувал Заев при запленетите 5 тони дрога во Србија? Зошто на брзина Филипче се упатил кон југ? Случајот ќе биде комплетен само ако јавното обвинителство ги истражи сите аспекти, меѓу кои и поврзаноста на Заев и Филипче. Премиерот Мицкоски вчера откри дека еден поранешен министер спротивно на законот го изменил правилникот за начинот на одгледување на марихуаната. На тој начин, како што објасни Мицкоски, овозможил да се одгледува марихуана во неконтролирани услови кои се знаело дека не може да произведат производ од кој потоа би се произведувало масло. Марихуаната потоа се криела во отпадот и се изнесувала од плантажите. Најави дека утре владата ќе донесе одлука по која институциите ќе влезат во сите компании кои имаат лиценца за производство. Александар Спасовски, Сител телевизија.